Денеска е 24 декември, пред една година новинарите беа насилно изфрлени од галеријата на Собранието. Сдруженијето на новинарите на Македонија со големо жалење констатира дека помина една цела година од насилното изфрлање на новинарите од Собраниската галерија, со што на најгруб начин беше прекршен Уставот на Република Македонија, кој гарантира слобода на изразување и информирање, а се уште никој не понесе политичка одговорност, ниту има правна разврска за случајот. ЗНМ во февруари годинава поднесе иницијатива пред Уставниот суд, во кое побара од највисоката институција задолжена за заштитата на уставниот поредок во земјата, да се изјасни дали со изфрлањето на новинарите од Собраниската галерија е повредено уставното начело за слобода и право на јавно изразување на мислата. И покрај тоа што измина 10 месеци од поднесувањето на иницијативата, Уставниот суд се уште не се изјасни. Иницијативата не е заглавена, Уставниот суд уште нема одлучено. Чекаме, се надеваме дека и веруваме дека Уставниот суд наскоро ќе ја стави на дневен ред и ќе донесе соодветна одлука. Кои се после очекувањето на одлуката на Уставниот суд? Ако Уставниот суд смогне сили и се соочи и констатира една очигледна повреда на Уставот, ние ќе ја поздравиме таа одлука, затоа што навистина Уставниот суд ќе биде на висина на неговата одговорност, но ако имаме некој друго однесување, тогаш целиот пакет ќе го проследиме во Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Затоа што ние не сме ако некој сака да го заташка овој случај, ние тоа нема да го дозволиме. Ако ние не инсистираме до крај ова да се расчисти, нема никаква гаранција дека вакви инциденти, тешки инциденти, тешки прекршувања на Уставот, тешки прекршувања на нашите права како новинари, но и јавноста да биде информирана, нема никаква гаранција дека нема да се повторат. Затоа мислам дека одговорност, ако ние како држава немаме, институциите немаат сила да се соочат со ова, со нивната одговорност, тогаш ние нашето право ќе го бараме пред Европскиот суд.